Земјоделците од Кочанско пријавија ново загадување на Масалница, односно Оризарска река, во близина на местноста Слатина. Отпадна вода со изразито бела боја истекува од цевка што завршува во речното корито, а на самото место се чувствува силна смрдеа од распаѓање на остатоците што се влеваат во реката. Собствениците на оризни ниви во околината на ова место се пожалиле за загадувањето во водостопанската подружница. Рекле дека не сакаат да ги полнат со вода што е загадена, па надлежните од подружницата излегоа на терен за да направат увид. Сабајле приметивме дека има истата бела вода што имаше претходно и по трагот на истата кренавме по реката и еве дојдовме до поранешниот колектор кој излегува од целулозата, фабриката за хартија. Очигледно е дека станува збор за вода различна од она што ние испуштаме од акумулацијата Калиманци, и меѓутоа за составот на истата не можеме да дискутираме, тоа сепак треба да го кажат надлежните служби, ако имат веќе земано мостра. Само неколку метри погоре од цевката од која истекуваат отпадните материи, постојат два привремени зафати на Оризарска река, со чија помош водата се пренасочува за полнење на оризовите ниви. На тој начин избегнато е загадувањето на овие земјоделски површини, но сепак по течението на реката во правец кон Грдовци има и други прегради што зафаќаат од водата за наводнување, во која се измешани и отпадните материи. Водостојот на реката сега е повисок, откако пред 2 дена во функција беше ставен и десниот магистрален канал од хидросистемот Брегалница. Може би го користат и тој момент дека има поголема количина на вода и да ја пуштат нивната за да се малце да не се примете, меѓутоа повторно се приметува. Инаку оваа количина е пуштена од брана Калиманци, веќе е уклучен хидросистемот во наводнување на оризовите површини. До сега јас немам повратна информација дали е нешто постигнато, дали е некој опоменат и дали е дојдено воопшто до резултат за какво загадување станува збор или за содржината на течноста што е испуштена па не само во река Оризарска, станува збор и имавме во река Осојница и во река Кочанска. Стефанов додаде дека дел од земјоделците се пожалиле од поморот на рибите и жабите во реката не е запрен, поради што најверојатно таа ќе остане без жив свет се додека трае загадувањето. Инаку случаите на загадување на речните води зачестија во втората половина на април, а продолжуваат и на почетокот на овој месец. Иако е вклучен црвениот аларм за исправноста на водата од која се наводнуваат оризовите ниви, сепак испуштањето на отпадни материи останува како закана, што ќе почека на изградба на колекторскиот систем, што Кочани треба да го добие со финансиска поддршка од швајцарската влада.